одбиен од парична награда за освоено прво место на надпревар, затоа што ученикот бил во 7-мо оделение, а надпреварот бил за средношколци. Вакво апсурдно образложение доби штипскиот математички гений Дамјан Давков, кој заедно со својот ментор поднеле барање за награда, откако на 63-тиот државен надпревар по математика за средношколци освоил максимум поени. Апсурдната одлука родителите на малиот Питагора ја објавија на социјалните мрежи. Образовниот систем ни е катастрофален. Нестимулира надпросечност, фокусот е на просечност, мизерно општество. Голема срамота. Еве како државата ги наградува нашите таленти. Не се чудете ако избега во странство. Ова е само мал дел од лавината коментари во кој јавноста од сношти изразува целосна поддршка на семејството, а остро ја критикува одлуката на МОН. Алфа стапи во контакт со семејството на младиот математичар. Јавно не сакаат да зборуват. Велат ова дополнително ги вознемирува. Го објавиле документот со цел да се види какви закони имаме и како се толкуваат. Категорични се дека искажаниот револт не е поради тоа што не добиле пари, туку поради несоодветниот третман од страна на државата кон мултиталентираните деца. Бараат правилно да се протолкува член 24а став 12 од Законот за средно образование, на кој се повикуваат и од МОН, затоа што никаде не пишува дека ученикот мора да е средношколец. Од МОН засега нема коментар за тоа дали и како ќе ја исправат апсурдната ситуација. Инаку во рок од 2 месеци ова е втор пат основецот кој е добитник на стотици награди и медали по математика да го одбијат за парична награда. Претходно одбиен за освоена втора награда на Европскиот математички куп. Од семејството прашуваат зошто нема стипендии за талентирани основци, како што е случај со спортистите помлади од 15 години на кои им се одобруваат средства за врвни остварувања. Најавуваат тужба до управниот суд.